Со заем од Европската банка за обнова и развој во висина од 770.000 евра, АД МЕПСО изврши замена на опремата стара 40 години на трафостаницата кај Баландово, со што се очекува стабилност во електричното напојување на потрошувачите приклучени на дистрибутивната мрежа во овој дел на државата. Како што потенцираше директорката на МЕПСО Ева Шуклева, со модернизацијата на оваа трафостаница се очекува и сигурност во снабдувањето со енергија на железничката инфраструктура, но и стабилен прием на енергија од ветерниот парк во Богданци. Отвара можност и за дополнителни инвестиции за искористување на ветрот како обновлив извор на енергија. Истата ќе овозможи зголемена сигурност во напојувањето на потрошувачите приклучени на дистрибутивната мрежа, и тоа во Валандово, Богданци и Гевгелија. Со реконструкција на трафостаницата обезбедуваме стабилност на две врски кои се од круцијално значење. Првата е снабдување со квалитетна електрична енергија на железница, инфраструктура на македонски железници, а втората е прием на електрична енергија од производителот на ветерните централи Богданци. Нашите стручни студии покажаа дека со модернизација на оваа трафостаница овозможивме искористување на големиот потенцијал за производство на електрична енергија од обновливи извори на овој регион, особено потенцијалот на ветерот. Градоначалникот на Валандово очекува со модернизацијата на оваа трафостаница да се привлечат дополнителни инвестиции во неговата општина, но и да се намалат испадите на енергетскиот систем во Валандово, Богданци и Гевгелија. И тоа и за нас многу значи, бидејќи пред потенцијалните инвеститори имаме еден аргумент плюс, а тоа значи дека можеме да им кажеме дека имаме многу постабилна преносна мрежа во моментот и исто така мислам дека сите тие дефекти, сите тие испади во системот при преносот едноставно за овој регион ќе бидат минат. Трафостаницата во Валандово за стабилно електрично напојување е изградена нешто повеќе пред 40 години, а заради застарената опрема често пат имаше испади во преносот на електричната енергија во системот за овој дел на државата.